И така, да ве поздравам пак од далечниот Орегон, иначе, како што Данило веќе спомна, веќе сме таму со мојата фамилија 24 години. Отидов во 91-та, така од прилике март месец. Бев една година во Нью-Йорк, Нью-Джерси, ерија, или регион, како се вика. И воопшто не ми се допадна таму, не мислев да останам во таа област, и едва чекав да напуштам таму. Големи градови не сакам, ама среќа отидовме во така патот ме доведе до Орегон. Орегон е доста голема површина, многу малку жители. Значи по површина е отприлике како да речеме Западна Германија, што беше поголема од Југославија целата, а по жители отприлике 3 милиони, така да има доста пространства, езера, шуми и по тоа е познат Орегон. По зеленило, иглолисни шуми, викаат Орегон е во Америка тоа што е Швајцарија во Европа. Така да доста голем дел од моето слободно време го поминувам со пријатели и со фамилијата на разни национални паркови и државни паркови и така натаму, езера и планини и така да тоа е доста голем дел од мојот живот. Инаку мојата проповед, ствари не е проповед, денес би сакал моето сведоштво да го кажам како јас стигнав до Христа. Затоа што баш од овде почнав. И така да, инаку по професија сум компјутерски инженер, така да по цели денови се занимавам со компјутери и компјутерски термини. Во последниот 24 години повеќе зборувам англиски, така да англискиот ми е прв јазик со македонскиот. Мислам, секако зборувам, а понекогаш ми фали некој збор, па морам и на англиски да го кажам. Така да ќе ми извините за тоа. И така да во црква редовно одиме, во адвентистичката црква во Корвалис, која е така, знаете, меѓу адвентистички цркви има и тие што се полиберални, тие што се малце потрадиционални, барем во Америка е така, и тука е малце така и нашата црква во Корвалис е една од тие најлибералните. Така да јас сосема пристојно сум облечен за во нашата црква, изгледа не сум баш според вашиот начин на облекување овде. Сакав да кажам дека како ја почнав, како дојдов до Христа. Инаку, како повеќето од нас, кои се родени во 60-тите, нели, во времето на комунизмот, кај што комунизмот беше многу јак тогаш, ја бев роден во комунистичка фамилија, татко ми и мајка ми, двајцата беа комунисти. Роден сум во Струмица. Татко ми беше еден од лидерите во градот. Беше председател на синдикатите, па беше пратеник во собрание од Струмица, па и така натаму. Значи, во тоа време беше многу јак комуниста, да се рече. Така да во нашата куќа воопшто не се нити читаше, нити спомнуваше Библија, се учеше марксизам и тие напредни идеи што тогаш ги сметавме дека се напредни. Секако времињата се променија така да тие се многу застарени, меѓутоа тогаш тако времето беше, нели? И така, пораснав во таква една средина, кај што се учеше наука, се веруваше во науката, пораснав со идеи дека науката ќе донесе еден просперитет во светот, ќе донесе еден благодет, ќе ги излечи сите болести, ќе ги реши сите проблеми на човештвото и ние ќе живееме среќно на ова земја со помош на наука. И така да бев, читав многу литература научна и се запознав со сите достигнувања. Се сеќам, излегуваше едно списание, се викаше Галаксија. Верувам и некој од вас го читавте тоа списание. Да, и ја излегуваше така четврток, петок при крај на неделата. Ја едва чекав да излезе во трафика и прв го зимав. До недела, значи за средните 3 дена беше од почетна до крајна страна прочитано и тоа 2-3 пати некои статии и така поинтересни. Така да бев занесен по наука и по тој модерен живот. После од прилике 15 години во Струмица, дојдовме овде во Скопје, се преселивме и така почнав факултет. И го живеев оној живот што сите млади
го сака, нели, тоа беше живот со забави, со така, да не биде убаво, да речеме, ништо друго, освен да не биде убаво, да не биде интересен животот, без некои големи амбиции и така натаму. Почнав со факултет и доста работев, меѓутоа од внатре, иако од надвор изгледав доста вака и среќен и некој пријатен човек или не знам, скроз нормален, од внатре имав доста проблеми. Значи, овој живот, тој материјален живот што јас го живеев и повеќето од нас го живеа, и некои беа многу успешни во тој живот, без никакви проблеми, јас имав многу проблеми. Од пушење добив толку многу пореметување на стомакот, да имав гастритис, некои улцери ми се појави и така натаму, така да со 22 години бев во константни болки. Значи, од сабајле кој ќе станам, прво што се фаќав се цигара, и од тогаш па до крај на денот ми беше исполнет со неверојатни болки, па мора да взимам и таблети, и не знам какви не е таму лекарства за тоа се сузбие. После така живеев 2-3 години, после тоа почна да добијам и многу големи мигрени, со главата имав проблеми, од сабајле до вечер имав страшни мигрени. Така да тој материјален живот уопшто не функционираше за мене, не можев да го живеам онака како што сакав. Имав желби да бидам успешен и така натаму, знаете, сите тие желби што младите, меѓутоа уопшто не се исполнуваше за мене тоа што јас го посакував. И во тоа време мислев дека е тоа голема несреќа за мене. Ја не гледав како ја би живеал уште, да речеме, како ќе дојам до 30 години. Не гледав некоја иднина. Меѓутоа сега гледам дека тоа благослов, затоа што Господ ја затвори таа врата за мене. Не дозволи да ја го продолжам животот на таков начин. И така имаше неколку години која малце се повлеков и така и тогаш ја запознав мојата сопруга, Ирена, која повеќето од вас, некој од вас ја познавате, нели, така се дружевме. И така, заедно почнавме да излегуваме, да се дружиме, и она стално ми кажуваше дека оди во некоја куќа, таму со некои пријатели, па разговараат, па стално беше чудно нешто, што толку разговараат таму по цели вечер, не ми беше јасно, тоа е што она толку оди кај тие пријатели, и така натаму. И така еден ден, ете, вика, дали сакаш ти да дојдеш со мене да се запознеш со овие мои пријатели, да разговараме. Па добро, викам, ајде да видам кои се тие пријатели што. И така, еден ден дојдов овде баш во ова зграда и тука беше Никола Слимовски, тогаш проповедник. И тие разговори уствари беа библиски студии, така да Ирена беше веќе запишана за библиски студии и редовно доаѓаше тука со други Мелита и така некои други пријатели на црквата и така, веќе беа воведени во тоа библиско студирање. И така, ја уште се сеќавам на првиот ден кога го запознав Никола Слимовски, многу ми беше интересен, така, имаше некој мир во него и тоа што приметив кога влегов овде имаше некаков мир, а и такви беа, и Никола и Роска посебно беа исполнети со мир. Вие ги знаете и добро тоа. И така да тоа ми беше многу чудно. И се сеќавам уште тогаш, ја со Никола почнавме да разговараме, ја така му објаснав моите ставови и визии за животот и за светот и така натаму. И Никола ми вика, вика, ова секи изгори овде, вика, цела земја, вика, камен на камен нема да остане, сето тоа ќе изгори. И мене ми беше многу чудно како некој човек кој живе во современиот свет, да нема никаква надеж дека овој свет ќе биде подобар од тоа што... Значи, ја верував дека ние сме тие, луѓето сме тие кои треба овој свет да го направиме, да биде подобар од тоа што е. Меѓутоа, Никола опште не веруваше во тоа и така, он си имаше некои ставови кои беа тотално спротивни на тоа што ја го верував и ги огледав светот. И така продолжив да доаѓам, потоа почнав и на богослужение да доаѓам и така почна мојот пат кон Христа. И така да многу сум благодарен на ова црква и на ова заедница,
што ми овозможи да се запознам со Библијата, со тие сите вистини и да го запознам Христа, баш преку вашата црква и наша. Потоа, одредено време, мислам, продолжив јас со наука и продолжив со Библија, и така, неколку години имаше една конфузија, затоа што сретнував луѓе кои веруваа само во Библија, кои беа спротиставени на науката и научните достигнувања, и така натаму. Ја не можев да најдам некое објаснување за што е вистината, каде е вистината, дали е тоа што Библијата го објаснува, дали е тоа што науката го објаснува. Така да доста години бев во некое двоумие и не знаев. Потоа, после неколку години, дури така, дојдов до заклучок дека и двете се вистини. Само што Библијата, религијата и теологијата објаснуваат еден друг свет, го објаснуваат духовниот свет и дават објаснување за духовниот свет, а многу малку за материјалниот свет, за физичкиот свет. Додека науката го објаснува физичкиот свет, а нема никако објаснување за духовниот свет. Така да има многу малце преклопување и кај што има место за дискусија, додека има многу површина каде што тие две области се дефинираат со наука и со религија. Така да во моментот воопшто не гледам никакви конфликти меѓу наука и религија, така да се радувам кога и се восхитувам на двете области, се восхитувам на најновите научни достигнувања, се восхитувам на духовноста, на религијата, на теологијата и така натаму. Со сите тие благослови што ни ги пружа и така натаму. Едно искуство сакам да споделам баш на таа тема, наука спроти религија. Како што реков, ја продолжувам уште да читам доста за наука и доста пратам кои се најновите достигнувања во науката. И во последно време доста сакам да гледам и да читам за генетика. Не знам колку од вас сте запознати како клетките, животните клетки функционираат. Колку од вас сте запознати за гените и како протеините се стварат и како клетките функционираат. Значи, тоа е една област која многу се испитува во последно време и која, да речеме, фасинантна. Порано, кога ја учев биологија, се сметаше дека клетката е некоја, како некоја амеба таму, има некоја меко ткиво, некоја кожа или така обвивка околу. Внатре има некоја протоплазма, која е нешто така како гел или така нешто течно има внатре, па има некоја јадро. И така, од време на време, кој ќе достигне до некоја созревање, таа клетка, јадрото се дели на два и клетката се дели на две клетки и така натаму. И тоа беше многу лесно вака да се замисли и верам дека многу научници и еволуционисти може тоа да го прифатат. Тоа некој живо ткиво, ете така настанало, таму негде во некој бар или океан, или не знам како настанало, ама некако настанало. Никој не знаеше да објасни и никој не знаеше да опонира на тоа. Така, немаше доволно докази. Меѓутоа, во последно време, многу нови откритија баш врз тоа во областа на како гените функционираат, како клетката функционира. Баш донесов едно видео, ако може да погледаме, едно 3-4 минути како клетката всушност функционира и тоа е многу интересно да се види. In the years since Kenyon's rejection of chemical evolution, science has revealed the details of an entire system of information processing that bears the hallmarks of intelligent design. With computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. After entering the heart of the cell,
we see the tightly wound strands of DNA, storehouses for the instructions necessary to build every protein in an organism. In a process known as transcription, a molecular machine first unwinds a section of the DNA helix to expose the genetic instructions needed to assemble a specific protein molecule. Another machine then copies these instructions to form a molecule known as messenger RNA. When transcription is complete, the slender RNA strand carries the genetic information through the nuclear pore complex, the gatekeeper for traffic in and out of the cell nucleus. The messenger RNA strand is directed to a two-part molecular factory called a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular assembly line builds a specifically sequenced chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. Their sequential arrangement determines the type of protein manufactured. When the chain is finished, it is moved from the ribosome to a barrel-shaped machine that helps fold it into the precise shape critical to its function. After the chain is folded into a protein, it is then released and shepherded by another molecular machine to the exact location where it is needed. This is absolutely mind-boggling to perceive at this scale of size such a finely tuned apparatus, a device that bears the marks of intelligent design and manufacture. And we have the details of an immensely complex molecular realm of genetic information processing. And it's exactly this new realm of molecular genetics where we see the most compelling evidence of design on the Earth. Се надам дека можете да разберете за што се работи. Значи, тоа е како функционира клетката внатре и која е таа комплексност која секоја клетка ја има. Тоа се илјадни мали апарати, инструменти, машинчиња, компјутери кои работат во клетката. И на кој начин ние сме, Господ го креирал животот на земјата и од кој сме ние составен дел. И што е најинтересно дека моментално стотици илјади научници секој ден работат само да дознаат како една клетка работи. Само една клетка. Не може науката да дознае како работи. Значи, тоа е таква една комплексност. А човечкиот организам е составен од 5 трилиони клетки. Човечки клетки. Од 5 трилиони клетки. Кои се така синхронизирани, така мора да работат во некоја хармонија според некои принципи, да ние функционираме како луѓе, да можеме овде да седиме, да слушаме, да размислуваме, да работиме, да го живееме животот. И така, сето тоа во англиски се вика we take it for granted. Како би се превело тоа? Здраво за готово си го зимаме. Сета таа комплексност ние си ја зимаме за здраво за готово без да ја цениме. Ова видео доста ме инспирираше и доста време имав
така се восхитував на каков начин Господ не креирал нас. Која е таа убавина, која е таа интелигентност на кој Господ ја креирал живот, го креирал животот, не само нас, целиот живот. Меѓутоа, како што проучував тие научни достигнувања, така еден сомнеш почна во мене да се раѓа. Пошто јас сум по професија, јас сум машински инженер, имам диплома и работам како компјутерски инженер исто. Сето тоа почна некоја идеја да ми се доаѓа, дали сме ние некои роботи, дали сме ние некои машини, затоа што сегде кај што гледа се некои, толку е тоа прецизно направено, толку е тоа малте не програмирано, да видите како келите работат, тоа ствари компјутерски програм. Исто е како што компјутерите работат, така и нашите кели работат. И таа сомнеш почна да ми се раѓа, дали сме ние некои робот, дали е се ова програмирано, ова што нас ни се случува, дали и нашата вера, може би и нашата личност е нешто програмирано. И така една вечер бев доста депримиран, пошто се осеќав баш така како да сум програмиран, нели? И клекнав на молитва. И во таа депресија го прашав Господ, дали, објасни ми како е тоа, дали сме ние некои роботи, дали сме некои компјутери или што сме? И тогаш една мисла вака ми дојде, која како експлозија во мојот мозок. И ми рече, тоа е само телото. Значи, сета таа комплексност, сето тоа што науката го изучува, се тие гени, генетика, биохемија, физика и сето тоа е само телото. А телото не сме ние. Телото е нашиот храм на ова земја за одреден број години. Тие што се посрекни ќе живеат, нели, 80, можеби и 100 години. Но тоа тело ќе се распадне. А нашиот идентитет нема да остане тука. Тие што смо се го прифатиле Христос, нашата душа ќе биде со Господ. Така, од тој момент ме инспирира да размислам дека јас не сум ова тело и не сум ова што го имам тука. И се што ме поврзува, не сум сите тие работи што ги поседувам и сите тие квалитети на моето тело, туку мојот идентитет е во мојот дух и душата. Така да сакам неколку стихови да прочитам што се врзани со тоа размислување за кој сме устварени, кој е нашиот идентитет. И би сакал да почнам со 1 Мојсеева 1.26, ако може да отвориме на 1 Мојсеева 1.26. Вели, потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици и над добитокот, на целата земја и над сите градинки што лежат по земјата. Значи, ние сме благословени како род, ние сме создадени според Божјето обличие. И во тој стих многу луѓе го протолкуваат на различни начини, да разговарате се. Некои луѓе дури очекуваат дека Господ баш има и вако обличие како нас, со глава, очи, носи, сите тие работи. Меѓутоа, мислам дека тие луѓе се во заблуда. Ние сме во обличие на Господа баш според тоа што ние сме создадени како дух. И живееме на ова земја одреден број години за тој наш дух да созрее, да нашата квалитетите на нашиот дух се ојачат, за да ние бидеме спремни да живееме во оној живот за кој сме создадени, за вечноста. Има 3 квалитети, 3 сили кои водат духовноста на секој човек, а тоа се верата, надежта и љубовта. Знаете, и тие 3 квалитети го водат и целта на животот, како што ја размислам и како што сме научил во последните 30 години од како сум станал христијанин, да нашата вера, надеж и љубов ќе се зголеми на ова земја до таква мера да ние бидеме, да живееме на небото еден ден со Господа. Мислам дека цело на небото се одвива
во вера во Господа. Знаете, многу луѓе се одврнуваат од Господа затоа што не можат да го разберат. Многу луѓе се одврнуваат, ќе дојдат во црква и ќе видат зашто овие луѓе вака постапуваат или зашто Господ не го прави тоа и зашто Господ не го прави ова и зашто Господ дозволува тоа и зашто Господ дозвола она. Еден пример кој е најкарактеристичен, зашто мали деца кои се тотално невини, погинуваат во несреки или во некои војни или така натаму во некои природни стихии, да речеме. Зошто Господ не ги? Знаете, мислам дека верата е една од најважните работи со кои ние можеме да комуницираме во небесниот свет. Затоа што ние не можеме да го разбереме Господ. Господ е толку интелигентен. Науката во последниве години толку ни откри за карактерот на Господ, за неговата големина, за неговата интелигенција. Многу повеќе од колку што ние знаевме пред, да речеме, 100 години. Сега со најнови телескопи се откриваат галаксии кои се многу подалечни. Значи, Господ е многу, многу поголем од тоа што ние го познававме дури и пред 100 години. И многу со овие посебни откритија во биологијата откриваме каква е таа интелигенција која тоа го створила. Значи, ние не можеме со разбирање да имаме врска, однос према Бога, ние да го разбираме Бога. И не можеме как се каже, judgment, да пресудуваме за некои работи што се случуваат, дали е Господ добар, дали е Господ во право, дали не е во право. Туку ние со вера треба да се ослонуваме и да веруваме да се што Господ прави е она што е најдобро за сите нас. Така да мислам дека верата е пресудна за да ние живееме во хармонија во небеското царство. Би сакал неколку стихови да прочитам кои се врзани за вера. Би прочитал од Евреите 11 глава 1 стих. А верата е подлога на увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Значи, материјалниот свет верува само во тоа што може да се осети со нашите 6 сетила, нели? Да нешто што може да видиме, да измериме, да допреме. Меѓутоа, верата е многу повеќе од тоа. Ние треба, нашата цел на овој живот е да ја зголемиме таа вера. Да ја зајакнеме таа вера во Господа. И знаете, вера може да се зголеми и со наша мудрост, така да верата се зголемува со нашето искуство и не е само верата во теологијата, во религијата, има вера и во бизнис, и во наука, и во многу работи. Човекот е склон на верување. Но која е таа вера за која Павле вели во Евреите? Има еден стих, би сакал да го прочитам, 1 Коринтијаните 2:4. Вика, и словото мое и проповета мое не се состоеше од уверливи зборови на човечка мудрост, туку во покажување на духот и силата, та верата ваша да не почива на човечката мудрост, туку на силата Божја. Значи, нашата вера не треба да се базира на тоа, на нашите способности, туку тоа е дар од Бога, да се базира на Божјата сила во нас. И знаете, кога почнуваме со вера да го живееме животот, почнуваме и да веруваме во овие зборови кои се напишани во Библијата,
И така се раѓа надежта за еден поубав живот. Не живот што го живееме вовде, во овој материјален свет, туку надежта за овој небесен свет, за кој ни зборува Библијата и за кој сме повикани. Би сакал да прочитам 1 Коринтијаните 2:9. На како што е напишано, она што око не видело, око не чуло, ниту на човек на уму дошло, тоа Бог го приготвил за оние што го љубат. Тоа е нашата надеж, дека Господ ни приготвил многу поубави работи од овие што ги живееме денеска и сите тие страдања низ кои поминуваме. Дека со нашата вера и надеж ние ќе бидеме на во небеското царство. И како што верата раѓа надеж, надежта раѓа љубов. Ние сме повикани да бидеме во Божието обличје, како духовни битија. Како духовни битија ние сме повикани да бидеме љубов. Знаете, љубовта е еден збор кој многу лошо се преведува во нашиот јазик, затоа што во оригиналниот јазик, во грчкиот јазик има барем 6 зборови за љубов. Не знам дали знаете, меѓутоа во грчкиот јазик, кога Павле го пишувал тоа, има неколку зборови за љубов кои исто се преведуваат во нашиот јазик со еден збор. Така да кога се спомнува зборот љубов, многу луѓе се конфузни овде за што се работи, затоа што ја, да речеме, сакам мојата сопруга, ги сакам моите деца, си ја сакам мојата работа и сакам да одам на одмори и сакам да патувам и сето тоа е љубов. Меѓутоа, дали во Библија се зборува за таа љубов, за таква љубов? Значи, кога се зборува, има неколку зборови во грчкиот јазик. Првиот збор е ерос. Ерос е љубов према спротивниот пол, значи тоа е према сопругата. Значи, тој збор воопште не се употребува во Библија. Значи, Павле, кога зборува за љубов и Библијата, не го користи тој збор љубов према нашите сопрузи. Вториот збор е филија. Тоа е љубов према човештвото и тоа е другарска љубов. Нели сите имаме пријатели и пријатно ни е да проведуваме време со нив и така натаму. Меѓутоа, тој збор многу ретко се користи во Библија. Дали, мислам, еднаш се користи во Библија, поспротивно со агапе љубов кој се користи многу пати. Третиот збор за љубов е сторге, на грчки, на англиски е така напишено барем. Тоа е љубов према нашата фамилија и према нашите деца. Тоа е вродена љубов со која се раѓаме, тоа е мајчинска и татковска љубов према нашите деца. И таа љубов, и тој збор за љубов не се користи во Библијата. Значи, кога не повикува Исус и Бог на љубов, не повикува на таква љубов. Значи, таа е вродена љубов. Туку не повикува на една божанска љубов, која во Библија, во грчкиот јазик се вика агапос, или агапе се преведува на македонски. Таа е љубов Божја. И разликата меѓу агапе љубов е со тоа што љубовта не зависи од другата страна. Не зависи од квалитетите на другиот кого го сакаме, туку зависи од квалитетите наши. Безусловна љубов. Значи, не зависи дали тој другиот ги има некои квалитети или услови ги задоволува да ние него го сакаме. Значи, нас Бог не повикува да бидеме агапе љубов. И таа љубов се базира на одлука. Ние треба да донесеме одлука да станеме љубов. И таа љубов се добива од Господ. Значи, не е тоа нешто што ние можеме да го произведеме, да го споделуваме. Многу луѓе доаѓаат во црквата и мислат дека треба да бидат љубов и да служат со нивната љубов. Меѓутоа, многу брзо таа нивна љубов се троши и луѓето не ја возвраќаат таа нивна љубов, така да луѓето паѓаат во некоја депресија и се ствара некоја омраза во црквата, затоа што луѓето даваат од нивната љубов, од човечка љубов, а не ја добиваат назад, знаете. Меѓутоа, со вера ние добиваме љубов од Господ. И таа љубов
Господ не бара од нас да даваме од тоа што нас ни припаѓа, туку од тоа што се прелива. Вика, кога имаме вера во Господ, нашата чаша, љубовна чаша ќе биде преполна. И Господ вика, со тоа што се преполнува, да споделуваме со другите луѓе. И кога споделуваме, добиваме уште повеќе. Би сакал да завршам со мојот омилен стих и би го прочитал до крај, ствари со два стиха кои се поврзани за љубовта. Тоа е 1 Коринтијаните 13 глава. Мислам дека сите ја познаваме, но би сакал да ја прочитам. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење и така силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, и да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не е горделива. Не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло. Не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, во се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замокнат, знаењето ќе исчезне. И така натаму. Со ова би го завршил ова моје сведоштво и бе повикал да идеме со вера да пристапиме кон Господ и да бидеме деца на Неговата љубов.